Шарената приказна е името на сликите или проектот на плевскиот уметник Вејо Лучевски, кој започнал со него во 2015 година и континуирано трае се до денес. Сликите во 3D формат се изработени од парчиња дрво, кои Лучевски ги наоѓа или во дрварските работилници, или пак некој сам ги прави. Вели дека на почетокот годишно правел од 50 до 70 вакви слики, а сега бројката на годишно изработени вакви дела била 4-цифрена. Оваа уметност ја пренел тука од Хрватска. Идејата е видена на интернет од Хрватска беше. Само е изменета, затоа што во Хрватска сосем други природни материјали има, таа го користат материјалите што ги сврла морето. Кај нас ние немаме море, па така е видоизменета малку, со мој стил дадено. Дури е интересно што јас авторо го прашав дали можам, што ретко тоа се случува, обично се крада идеи. Беше и дури зачуден зашто ме прашуваш, вика тоа е нешто што може секој да го прави. Овие слики ги изработувало 30 минути најмалата, па се до 1 час поголемите слики, додека пак најголемите формати, како оваа, ги изработува исклучиво по порачка. Своите дела ги продава најмногу во Битола, Охрид и Скопје, многу малку преку интернет. Овие слики се, значи, генерално од дрво изработени. Како што реков, идејата почна со овој природни материјали, сега само на некои слики го има тоа. Во почетокот овие елементи беа од столарски работилници набавувани и вклопувани во една приказна, значи езерско-морска приказна, но со текот на годините, значи, имав желба да сменам нешто, да не биде монотоно, така да сега со овие апликации месечинки, сонцина и тие работи, се овие 2 години актуелни и доста барани од моштерите. Ова рамката јас самиот ја сечам на машини, па оние отпадоци, остатоци, значи ги користам тука. Обоена е со водоотпорна акрилна боја, сега го содржува со години истија. Така добиваме една интересна со полн колор, интересна шарена приказна која на задоволство на моје задоволство и задоволство на клиентите шири радост, топлина и добро оди. Најголемата продажба е директна, значи штандовска продажба. Имаме штандови во Битола, Охрид и во зима ни организира Занечиската комора, базари за ракотворци во ГТЦ. Преку интернет не е многу, затоа што на сликата на интернет не може да се долови овој момент, оваа техника 3D изгледа како обична слика. И затоа најголемата продажба непосредно, вистинската убавина на сликата е кога ќе се види во живо. Освен со 3D модели на овие слики, во последно време започнал да се занимава и со правење на магнети со мотиви од Охрид и Битола, како и глинени сувенири во вид на бран од Охридското езеро. Увидов дека немаат некој магнетчина, некои помали така сувенири, автентични и рачна изработка, обично се оние кинески. Дојдов на идеја, тие битовските супер поминуваат, значи кај туристите се атрактивни, туристите ја ценат рачната изработка пред се. Така да, значи имаме тука и охридски модели, тие се специјална нарачка, овие се за широка продажба и така. И тие се дрвени? Да, значи исклучиво дрво, претежно дрво. Работам, освен тој сегмент малку пробнија со глината. Да, тоа сакам да ве прашам, ова е нешто најново во ваша страна, односно изработка на... Да, тоа е чисто сакав, значи да пробам. Ми изгледаше интересно и атрактивно глината. И успеав, јас сум задоволен. Значи, се мотиви од Охрид? Да, тоа се мотиви од Охрид. Значи, тоа е замислено бран, охридската архитектура, бродчиња, сонца, тие работи.
Но за жал се уште не ми се пуштени во продажба, затоа што се специфични, значи тие мора да се продаваат во продавници исклучиво. Ама и најмање за сега на време, затоа што глината бара повеќе време за работа. Лучевски вели дека сега е во потрага по локација за дуќан надвор од Прилеп, каде би ги изложил своите производи, а муштериите така бивале непосреден контакт со неговите дела и неговата работа.